Во минатите години зачести е случаите на педофилија. Дали се зголеми бројот на педофили или луѓето почнаа да ги пријавуваат? Навидум се остава впечаток дека е зачестена појавата и дека таа се пријавува како резултат на охрабрување на родителите, децата, јавноста, дека не треба да се молчи за ова која била порано табу, страм за семејството, бидејќи во најголем број на случаи педофилот е познат на детето, некој кој детето треба да се подпре, тој го силува, а тоа се најблиските, чичковци, вујковци, родители, тетки, така натаму. Дали се контролираат педофилите, откако ќе одлежат казната за стореното дело, бидејќи многу често го повторуваат делото? Карактеристично е следново. 80 до 90% од жртвите се деца под 14 години. Сторители се 80 до 90% мажи. За нив нема сигурна рехабилитација и тие во 70 до 80% го повторуваат делото. Тоа значи не може да се контролираат. И уште е најстрашно, нема профил на лик на педофил кој може возрастен, па ниту дете да го препознае како структура на личност. Тоа може да бидат и добри чичковци, чичковци и тетки, чичковци кои ја стекнале довербата на детето и кои немаат увид дека атакувајќи на детето всушност го жигосуваат за цел живот, а при тоа му ја навестуваат и му ја посочуваат дека вината за тоа што се случило е детето и детето се наоѓа во една конфузија кому да верува, затоа што, како што реков, најчесто жртва на сексуална злоупотреба се деца, односно педофили се познаници на децата. Децата всушност ја стекнале довербата и тие се во една хаотичност. Колкави треба да бидат казните за педофилите? Дали оние кои се сега пропишани се доволни? Она што ние очекувавме со зголемување, односно со наше инсистирање, лобирање за двојно зголемување на казните, дека казните покрај репресивен карактер ќе имат и превентивен, но за жал не се исполни нашите очекувања, како што забележувате атаци врз децата и детскиот живот се вршат секојдневно. Тоа значи дека едноставно заклучокот дека казните нема да ги намалат атаците врз децата се потврдува и тоа не уверува дека казните не се доволни како превентивна мерка, мора да се работи на превенција. Прво децата да знаат што е ризично однесување, да не стапат во контакт со луѓе кои не ги познаваат или ако ги познаваат да знаат како да се справат доколку бидат допирани по несоодветни места за неговото тело, да знаат да викаат, да удираат по незгодни делови ако е машко, да гризат, да бараат помош, да не се предаваат се до оној момент додека не стигне помош. А ако навистина се жртви, тогаш мора да имаат храброст да го пријават случајот, затоа што секој премолчување на случајот значи соучесништво, затоа што педофилите, како што кажав, го повторуваат делот. Ако се премолчи за еден случај, може да биде следно некој другаче жртва. Мора да се интервенира во однос на пријавување и дојување. Мора да бидат државните институции мобилни, но без медикаментна терапија, контрола на нагонот или бидото не може да се реши овој проблем, ако и патем не носат комбинирана електронска алка. Што мислите за идејата за хемиска кастрација на педофилите? Дали тоа се покажало како успешен метод во другите земји? Она што е проблем со хемиската кастрација е дека таа мора да се прима на секои 3 месеци, дека лекарите мора да бидат во соработка со центрите социјална работа и полиција во тесна координација, дека полицијата мора да ги следи педофилите каде се движат и дека центрите за социјална работа исто така треба да имат активна улога кога педофилот кој ќе биде на слобода редовно ќе треба да се јавува околу негово наблюдување како тој или таа се развива, односно како се контролира околу неговите ангажмани приватни и работни. Што работи Меѓаши на тема педофилија? Значи, прва наша задача е да го наблюдуваме целиот процес на функционална заштита на детето. Не само што вршиме мониторинг, туку имаме и директни служби за помош. Тоа е СОС телефонот за деца и млади и бесплатната правна служба. Доколку забележиме нефункционалност од страна на родителите во грижа и одговорно родителство или пак центрите за социјална работа не постапуваат по најдобар интерес на детето во однос на заштита, како што кажа во семејства во ризик и дисфункционални семејства, бараме поголема мобилност
и од центрите за социјална работа во однос на строг надзор на створење родителско право или како превентивна мерка од земање на родителско право, изгрижување на детето, дали тоа ќе биде во згрижувачко семејство или во институција, но мислиме дека исто така голема улога треба да имаат и воспитно-образовните кадри, затоа што тие исто така поголемиот дел од времето децата го посветуваат таму, имаат огромна улога, би рекол клучна во детектирање на одредени состојби доколку се случи силување, насилство или злоупотреба. Но не само од тој аспект, туку и од аспект на превенција и едукација на децата како да го препознаат потенцијалниот педофил или несоодветно однесување на возрастите за да можат да го спречат или да се заштитат.